Стадион. Емисија за вашата вистина. Добар ден. Слушавте, добар ден, бидете поздравени, вие сте вложени во ова цело време, ревносно го работите. Не сте помалку разочарени постојано, што повеќе за реформи се зборува, толку позависно ни е судството. Ајде, кратко кажете, кои се конкретните забелешки, предлози да ги слушате министрот, не само министрот, веројатно со него сте комуницирале, ако сме имале барал мислење од вас, меѓутоа да ги слушате јавноста, повелете. Благодарам. Значи, внимателно ја следам дискусијата и со претходните говорници кои што, односно изјави кои што ги има во вашата емисија и коментарите на министерот. И искрена да бидам, ме фасцинираше моментот на констатација на партизирани кадри во апелацијските судови во државава. И навистина сум збунета, практично кажано, од фактот дека констатирана е партизираност во кадрите на апелационите судови, меѓутоа ние немаме начин како да се справиме со тоа. Ова од причина што системот на прочистување кој што е креиран, односно некоја модификација на методологијата која што без друго би требало да постои за оценување на судиите, не знам во кој капацитет ќе ги опфати искрено овие кадри од апелационите судови. Практично методологијата за филтрацијата која што е најавена ми делува на некој начин дека согласно, нели, модифицирана е согласно оно што и самиот закон дозволува да се направи некоја проверка во одреден временски период, не повише од 3 години наназад во предметите. Меѓутоа, како што констатира и самиот министер, партиски се бирани судски кадри, значи не само на апелационите подрачи, во основните судови. И сега го имаме тој факт и податок. Знаеме дека на тој начин во изминативе декади биле бирани суди, меѓутоа немаме начин како да се справиме со истиот проблем, односно како да го решиме тоа, бидејќи судиите имаат траен мандат практично, додека истите не бидат разрешени или не отидат во пензија. Од тука, ако не можеме да се вратиме наназад во проверка на нивната работа во изминативе 5, 6, па и 10 години, ако сакате, ние практично повторно ќе оставиме недопрени одредена цела фела практично на политизирани кадри кои што се инфилтрирани во и тоа како значени институции во нашиот систем. Неспорно е дека се потребни кадри кои што ќе имаат интегритет да постапуваат независно. Факт е дека се уште судството како трет столб на власт во државава се уште има проблем сопствената перцепција да ја има како трета власт, да се оттргне од она што претходно биле политички влијанија, иако има значителен напредок, меѓутоа факт е дека интегритетот е од суштинско значење во овој процес кој што беше најавен за филтрација во судството. Вие оптимисте или песимисте? Тротески песимист. Речи сите што ги анкетиравме, помалку, повеќе се така. Не само баш... Тортевски беше песимист. Не се баш и другите оптимисти. Петровска? Видете, малку е неблагодарно да се даде таква проценка, бидејќи процесот практично и оној што го имаме и утврден дека би требало да почне, практично се уште немаме резултат од него, не е ни започнат, за да го констатираме како некаков. Меѓутоа, ќе се повикам еве на она што беше констатирано од страна на Советот на јавни обвинители пред некое време, баш во една од дискусиите кои што ги имавме, беше истакнато тоа дека на јавен обвинител во државава му се овозможува, доколку се утврди кај него несовесно и непрофесионално работење, наместо истиот да биде разрешен, Советот му дава можност да си поднесе оставка и тука завршува се. Јас и претходно го велев ова, не ми се верува дека може тоа да се дозволи на некој носител на функција. И самиот министер, ако утре му утврди некој него дека непрофесионално и несоодветно извршува својата функција, зарем само Албанија... оставка ќе се задоволи јавноста. Како Албанија
помили им се парите им биле на судиите, отколку да направат ветинг и да останат на функција. Така? Не, видете, јас не верувам, ако го прифатиме тој концепт на неуспешниот ветинг во Албанија, и ако постојано се поистоветуваме со тоа, дали тоа значи дека нашето правосудство, односно нашите судии се преку 90% моментално корумпирани или несоодветно ја вршат работата? Не верувам искрено дека за толков процент станува збор за да ние останеме без судии практично во некој процес вие не се плашите дека ќе ни на проверки. може да ни се случи со такви радикални потези албанското сценарио? Јас искрено од она што како организација го следиме, и одговорно можам да кажам дека апсолутно не би станувало збор за 100% или и 90% од судиите. Сепак да бидеме фер и коректни, има судии кои што многу фино и достоинствено си ја вршат својата работа, без никакви забелешки и замерки од страна на и медиуми и организации кои што ги следат судењата. Уште ова само да ве прашам коментар за тоа што како барање провеува странци да се вклучат во тоа прочистување. Конкретно беа споменати судии од Словенија како некоја компатибилност и Хрватска. Имаме ние, например, Трајковска е во Украина вклучена, така? Цаца Николовска во Босна и Херцеговина. Значи, кој е вашиот став во врска со вклучувањето на странци и детектор на лаги се споменува таму, им ставале во Украина, во некои други држави. Може ли тоа кај нас да заврши работа? Не сум запозната со тој концепт на детектор на лаги, меѓутоа како што кажа и министерот, значи концептот на ангажирање на странци како консултанти, советници и експерти не е нешто ново. Значи тоа е процес кој што верувам дека и во изминативе декади беше користен, меѓутоа се разбира сега поинтензивно откако се лоцираат навистина проблематичните подрачја за кои што е потребно да има подобрување. Од тука сметам дека никогаш не е на одмет некој кој што е поспремен и има поголема експертиза и знаење за одредена област, дополнително што може да сподели секако компаративни искуства и од други држави, не е само Албанија единствен пример каде што е спроведен процес на ветинг, дека би ни штетеле во било кој капацитет доколку бидат консултирани или земени предвид. Благодарам, Натали Петровска, Коалиција Сите за правишно судење. Стадион. Емисија за вашата вистина.